Македонско радио, Радио Скопје. Секојдневие. Теми што го допираат животот што го живееме. Секојдневие. Македонско радио, Радио Скопје. Пријател што се слуша и што знае да слуша. Почитувани, добар ден. Ако ве мачи нешто што се наоѓа длабоко во душата, мора да се биде свесен дека ќе се помине трнливиот пат на исцелување. Можеби ќе почне со менување на она што мачи, она на што се жали или пак тоа што се забележува кај некој ваш близок. Сеедно, на некој начин проблемот избива на површината и се зазема одреден став кон него. Така се отвора едно ново видување и оттука се тргнува по патот на осознавање. Тргнувајќи по тој пат до осознавање, доаѓаме до тајната. А тајната на човекот не е во тоа само да се живее, почитувани, туку зошто се живее. Што и да се работи, треба да се сака и да се знае. Нијансите веќе знаете дека се прозирни, со или без розови очила, сеедно, тие паѓаат и со време се откриваат. Знаењето е прогрес за подобро живење, за добра заработувачка, успешно друштво, барем би требало така да биде. Но, дали е секогаш навистина така? Како младите гледаат на новинарството, на радиоводителството, на својата и нашата иднина? Со образование и учење до поуспешна кариера или може би малку поинаку? Гости соговорници директно во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, се Александра Јуруковска, новинар, рецензент и уредник на Универзитетското радио Студент ФМ, како и радиоводителите Александра Овчарска и Кристина Велјановска. Почитувани, вие сте на вистинското место со вистинските. А да се работи, значи да се надпреварува. Постојано да се вара нешто подобро и да се оди кон поуспешно. Во денешното секојдневие, кади да сте со кого и да сте, драги мои, бидете вредни и добро расположени пред се. Само така подобро ќе ви оди во животот. Радиото е секога со вас, и во добро, и во тага. Јас сум Наташа Андреевска, тон мајстор е Стамата Настасовски, а асистент продуцент Сузана Филиповска. Без музика, почитувани, велат дека животот би бил грешка. Токму затоа почнуваме со својата визија преку музика, а веднаш потоа и преку збор. Бидете и останете каде што сте. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, yes you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bag up and leave. Don't you dare come running back to me. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Close the door behind you, leave your keys. I'd rather be alone than unhappy, yeah.
Македонско радио, Радио Скопје. Вашето секојдневие продолжува во 11 часот и 15 минути, почитувани радио пријатели, а убава тема за младите кои сакаат да станат успешни новинари и академски граѓани на оваа наша Македонија. Новинарството гледано преку очилата на студентите, преку очилата на дипломираните, преку очилата на новинарите, што се занимаваат со радиоводителство, со творење и со учење. Гости во студиото Александра Јуруковска, уредник на Универзитетското радио Студент ФМ, и студентите, поточно и дипломираните и студентите, Кристина Велјановска и Александра Овчарска. Добар ден и добре ми дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. Значи имаме една женска екипа овој пат и веднаш почнуваме за новинарството од женски аспект. Што представува за вас новинарството, зошто го сакате, се определивте за него, најнапред Александра? Добро, обсежно прашање. Јас ќе се обидам одговорот да биде краток. За да можат сите жени по сите нешто да да си кажат. кажеме, да, многу жени на едно место сме, ќе мора некако да бидеме кратки и рационални. Од секогаш некако знаев дека ќе се занимавам со пишаниот збор, со говорењето и ја имав таа среќа да влезам во радиото, овде, токму во ова радио, во Македонско радио, Радио Скопје. Мојата најголема професионална и лична школа, искуствена. И љубов се надевам. И љубов секако. Штом сум се уште во радиото како медиум, нормално дека е мојата прва љубов. Ја имав таа среќа да влезам тука и се сеќавам дека кога прв пат влегов во студио, во радио, значи кога ја почувствував оваа чуја, ги видов овие микрофони, некој ми рече радиото е дрога. Штом еднаш влезеш, никогаш нема да можеш да се тргнеш од него и навистина беше за мене, да речеме, лично е така. Веќе 11-та година професионално работам во медиуми, имав искуство и на телевизија, соработувам со печатени медиуми, меѓутоа она што радиото ми го нуди како хемија или како што јас се чувствувам во радиото, не можам да го споредам со ништо друго. За мене новинарството е предизвик, убава, тешка професија и повторно предизвик. Ете тука ајде ќе завршам, па да им дозволам и на помладите колешки да кажат нешто. Александра, како вие тргнавте по тој пат? Вака добро утро и од мене. Кога го поставивте прашањето, одма се сетив на една слика од детството, поточно повеќе слики. Јас многу често дома кога бев малечка глумев водителка. Значи постојано бев со парфемот или со нешто во рака и глумев водителка. Ја доближував масата до огледало и се гледав со цвеќе, значи дали бев ТВ презентер или водител на радио, не знам, нешто битно глумев. Можам да кажам дека од секогаш внатре во мене ја чувствував потребата дека сакам да бидам покрај микрофон со слушалки на мене и и сакам да ме слушаат додека зборувам од другата страна. А дали ве слушаат? Се надевам. Добро е. Ајде Кристина. Па исто така како што спомена мојата колешка Александра, се почна од детството. Значи, уште кога бев малечка, посакував да бидам новинар. Моите го приметија и тоа. Ми купија дури микрофон дома, се снимав дури на касети. Па интересно е сега кога ќе ги преслушам тие, сваќам дека постои нешто што уште од мали нозе, кога ќе не прашаат што сакате да бидете кога ќе пораснете, дека мојата желба полека се исполнува. Новинарството е динамична работа, мене тоа ме предизвикува. Сакам секојдневно да ги следам сите актуелности, да бидам во тек со настаните, значи новинарството е сега за сега си за мене. Убаво кажано. Сега да ве прашам, бидејќи израснавте, веќе во возрастни, се определивте до некаде, барем за сега, за радиоводителството. Според вашето искуство, каде е денес местото на новинарот, радиоводителот? Дали го има своето вистинско место или нешто недостига? Ајде јас пак зборот некако да одиме во круг, нели? Да. Кога станува збор за радиото, мој личен впечаток е дека изминативе години како медиум беше малку подзаборавен. Јас чувствувам, имам некаква можност, среќа и привилегија да работам и со помлади колеги.
конкретно не зборувам за мојот тим, меѓутоа среќавам Воопшто, луѓе така? среќавам луѓе воопшто кои дури ја немаат она традиција што да речеме ја имаше мојата генерација да слуша радио. Значи кај мене дома се слушало радио секогаш. Јас не можам да се сетам да поминал ден без радиото. Како прва задача на некој дома било да вклучи радио, точно македонско радио, Радио Скопје, и од тука почнува и завршува денот. Не се исклучува радиото никако. Сега имам впечаток дека настрана од мојата работа, инволвираност во радио новинарството, дека другите луѓе не го прават тоа. Не слушаат радио, значи не зборувам за професионален однос кон радиото, туку дека не слушаа радио. Транзицијата, медиумските промени што се случија кај нас и не само кај нас, јас Воопшто. да, правам некои Свет, истражувања нели компјутери, кои што интернет. так. Да. Некако го засенија радиото како медиум. Ние учиме нели на факултет учат и моите колеги дека радиото е најбрз медиум. Сега се појави нели дигиталната ера и интернетот, па имате дури онлайн радија кои што се само на интернет. Меѓутоа радиото во оваа форма во која нели ние го практикуваме, радиото за кое учиме, малку беше запоставено. Сега исто така мој личен впечаток е што многу ме радува дека луѓето како публика се презаситени. Значи се презаситени. Прво од телевизија, потоа од интернет, сите овие нови медиуми кои што нели не бомбардираат од сите страни. И имам впечаток, лично ме радува дека полека повторно се враќаат на радиото. Знаете, онаа хемија која што ние чувствуваме што сме во радиото, ја имаме моќта преку микрофонот да ја пренесеме. И мислам дека луѓето ја чувствуваат таа хемија. Тоа спокојство кое што ви го дава радиото, значи да можете да го слушате секаде и секогаш, плюс тоа радиото е медиум кој може да го слушат и луѓе што не можат да следат други медиуми. Значи зборуваме на луѓе кои што имаат некакви пречки, хендикеп и така натаму. Значи сето тоа верувам дека можеби е многу субјективен став, сето тоа верувам дека полека се враќа како адут на радиото и ме радува кога ќе слушнам дека нели и млади луѓе, еве конкретно моите колешки што се тука со мене и цел еден тим од Студент ФМ, сакаат да работат токму радио новинарство. Знаете, лесно е да зборувате и да давате примери за телевизија, уште полесно со нив кога разговарате да зборувате за интернет, затоа што тие во најмала рака се сите зависни од интернетот, меѓутоа да давате примери за радио, и тие да го чувствуваат радиото, значи да пренесете таа некоја сила и енергија, е навистина многу убаво и се надевам дека тој тек ќе продолжи нели во Македонија. Што вие мислите за магичната кутија наречено радио? Па И јас од до кога сега работите на тоа? единствено сум работела во Студент ФМ како радио медиум. Мислам дека за сега се пронајам во радиото, иако сум имала можност, значи, во многу краток период да посетам и телевизија и печат, затоа што, како што каже Александра, преку радиото можеш да си искажеш себе си, значи да го доловиш сето оно што го чувствуваш од себе. Вака преку печатениот медиум, можеби преку зборот само ќе може да допреш до читателите. Радиото е сепак многу убав медиум. Јас мислам дека радиото никогаш нема да згасне, затоа што, како што каже и претходно Александра, колку и да не се слуша, сепак кога ќе си пуштиш дома музика, ќе ти текне дека во меѓувреме е убаво и да слушнеш и некоја информација, значи што се случува денеска, а тука водителот и сите новинари Или кои во работат, вашиот автомобил. Така. така. Така, ли не може да се гледа телевизија? Да. Или па да во имате последно интернет. време вела дека телевизијата го засенува радиото. Јас не би рекла дека е така, но ете така велат. Да. Што вели на тоа Александра Овчарска? Повели? Па вака, јас мислам дека се слуша радио сега, се почесто. Еве, ми се враќаат слики кога ќе се сретнам со некој другарка, значи задолжително имаат слушалки на ушите и често ја имаме она, што слушаш ти, значи дај да видам што слушаш, значи со слушалките и слушаат, младите слушаат радио. Да не слушаат само музика. Не, слушаат и емисии, интересни
интересни емисии, утринските програми ги следат, затоа што баш преку ваквите утрински програми дознаваме, значи, За се што се случува. новостите ги дознаваме. Да, јас всушност сум водител во студент ефам на утринска програма и задоволство ми е што е тоа така и многу ми овозможува баш таа утринска програма. Тие 2 часа се моето животно задоволство моментално. Така, убаво речено. Сега, како се учи новинарството кај вас вака, барем досега? Мислите ли дека може тоа да се научи преку книгата или сепак практиката го прави своето? Тука нели постојат и семинари, размена на студенти, патување во странство и што ли уште не? Па бидејќи Ајде, сум јас Александра. студент на студиите по новинарство, 3-та година, значи веќе чекорам кон новинарството, можам да кажам дека сето она што го учиме во теоријата, е малку можеби поинаку со она што е во праксата. Затоа што праксата, доколку ја немаш, не можеш сето она што си го прочитал да го примениш. Друго е кога знаеш, например, како се пишува вест, но доколку не пробаш самиот да напишеш вест, никогаш нема да знаеш и да усетиш дека треба да бидеш во тек со сите настани и можеби од неколку случаи или вестни како си прочитал или си видел на телевизија. Мислам дека најубаво се учи новинарството кога ќе вртиш низ каналите и ќе слушнеш една иста, например, вест и кога ќе се обидеш самиот да ја напишеш. Секој на свој начин. Да, секој ја на свој презентира, начин. точно така. Како што учиме ние во теоријата, мора да ги следиш и двете страни, бидејќи нема само една вистина, може би има и друга страна. Новинарството е навистина интересно. Да се напише вест како почетник е огромно задоволство. Ние сега за сега многу работи сме поминале на факултет, освен пишување на вест, извештај. Пишуваме, значи, се обидуваме да ги пишуваме сите информативни вести, поврзани сега како почетници, бидејќи се уште повеќето од нас работат во медиуми или печат, телевизија, радио, меѓутоа се со тек на времето, ќе видиме како ќе биде понатаму. Да, спојот на теоријата со практиката е нормално најбитен, како и во секоја сфера, како и во секоја фела или занает што велат, нели, новинарството е занает. Токму затоа и постои ова студентско радио, односно универзитетското радио на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Студент FM 929. Тоа е некаква евалуација или истражување на самиот универзитет дека на идните новинари, пред се на идните новинари, на студентите кои што доаѓаат од студиите по новинарство при правниот факултет Јустинијан I, им е потребен медиум каде што ќе ги практикуваат своите знаења. Значи за теоријата тие одлично ја владеат, професорите и предавачите на факултетот нели го даваат своето знаење. Токму тие, нели со поддршка на ректорот и на ректоратот на УКИМ, се согласуваат да го отворат овој медиум, каде што ќе дојдат, како што реков, идните новинари. Е она што е навистина симпатично, значи кај нас, освен што се најбројни овие студенти од студиите по новинарство, доаѓаат и други колеги, значи доаѓаат колеги од сите факултети на УКИМ. Јас се изненадив колку идните етнолози се заинтересирани да речеме да работат во медиум. Кај за нив радиото е еден тип на метод на истражување на нешто. Така што имаме доста колеги кои што доаѓаат од етнологија, имаме колеги кои што доаѓаат од правните студии. Мислам дека нели во македонската медиумска практика не е чудно да слушнете дека некој новинар има нели поинакви студии завршено, иако новинарството според мене треба нели да се биде регулирана професија, но со искуство, со работа се учи се. И мислам дека треба тука да кажам дека нашиот медиум е значен и по тоа што од аспект на технички дел одличен медиум или одлично место за практика на идните инженери. Значи, нашиот тим кој што се грижи за да звучиме добро, кој што од другата страна на стаклото, на миксетата, како сакате кажете, тоа се колеги кои што доаѓаат главно од електрофакултетот. Потоа имаме од факултетот за музичка уметност, значи на некој начин тие имаат искуство со музичко продуцирање, ја разбираат музиката, тие се добри компјутерџи, така што за навистина кратко време, година и пол, да речеме, скоро 2 години, од март 2010 е рестартирано според оваа шема и според овој тим,
успеавме да создадеме навистина добри резултати во смисла на слушаност и квалитет, бидејќи па имаме и добри услови за работа, што е секако. Тоа сакав да ве прашам, какви се условите за работа? Имаме одлични услови за работа. Значи техниката е наша на универзитетот, односно на радиото. Тоа е се дигитална технологија, одлична редакција, одлично студио, добро опремено, акустиката е одлична, тоа ни го кажаа неодамна колеги кои што ни дојдоа токму од факултетот од електрофакултетот, кои што студираат предмети акустика, нели, според нивните некои пропорции, и велат одлично ви е студиото, навистина е добро. Техничките можности се големи, значи ние имаме 24 часовна програма, монтираме, снимаме, продуцираме наша музичка програма и тоа е навистина убаво кога ќе сватите дека сето тоа е спакувано од студенти за студенти. Точно така. Овчарска што ќе ни каже на оваа тема? Во однос на теоријата и праксата, значи јас можам да кажам и да се надоврзам на мојата уредничка. На досега кажаното. Да, со тоа што јас сум значи дипломиран правник на Универзитетот Свети Кирил и Методи и по правни студии, но секогаш, значи како што веќе и споменав, сум ја имала онаа желба да бидам новинар, значи се пронаоѓам во тоа и можам да кажам дека токму ова радио, значи студент FM, ја дава таа можност и секој некој што е заинтересиран слободно нека дојде. Ние сме секогаш отворени за нова соработка со оние кои што сакаат да го работат ова, затоа што имаме простор, одлична можност, уредниците помагаат максимално, значи доколку без разлика дали сте новинари или не сте, можете да го покажете своето задоволство во студент FM. Значи можам да кажам од моје искуство дека го имам тој простор. Убаво кажано, добро, бидејќи е сега 11 часот и 31 минута, време е за еден музички поздрав од студиото на Македонското радио, Радио Скопје, за сите оние што се новинари, што студираат новинарство и што сака да бидат новинари и секако пред се радиоводители. So in love with you. Whatever you want to do is all right with me. You make me feel so brand new, and I wanna spend my whole life. Let me say that since we've been together, loving you forever is what I need. Oh, let me be the one you come running to, 'cause let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Ooh, yeah, yeah. Whether times are good or bad, happy or sad, and why? Somebody tell me, why do people break up? All then turn around and make up. I just can't see. Oh, and you never do that to me. Now would you, baby? Being around you is all I see. It's what I wanna do, so let's
Почитувани, продолжуваме во денешното секојдневие на една убава тема за сите млади што се занимаваат со новинарство, што сака да бидат радиоводители. Гости во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, се Александра Јуруковска, уредник на Универзитетското радио Студент ФМ, како и низините соработници, новинари Кристина Велјановска и Александра Овчарска. Да продолжиме, проговоривме за теоријата и практиката на новинарството, проговоривме за студирањето. Сега да видиме, постои ли заинтересираност на младите за студирање на новинарство или сепак се определуваат и за други факултети, па потоа работат како новинари? Како што имаме и овде случај, еден правник завршил право, меѓутоа работи како новинар. Предпоставам дека точните податоци за ова треба да се побараат на универзитетот, на факултетот, на другите универзитети, меѓутоа новинарството е професија што никогаш не изумира. Медиумите се секогаш привлечни за младите од кој да било аспект, така што овие студии по новинарство на правниот факултет Јустинијан I се секогаш актуелни, тие се сега нели и според новите болонски процеси и така натаму се модернизирани, како што кажавме, некои истражувања нели докажаа дека треба да се отвори и медиум токму за овие новинари, така што повторно ќе кажам, точните податоци треба да се одберат или да се праша таму за нив, меѓутоа секако дека секогаш ќе има луѓе кои што ќе сакаат да работат како новинари. Тоа е најважното. Александра? Па да, јасно е дека во секоја генерација има илјадници матуранти кои што се распределуваат на различни професии. Нормално е дека некои ќе сгрешат, некои ќе погодат. Нормално е дека 1% од нив ќе се определат и за оваа професија која што не само што не изумира, е страшно динамична професија и е за млад човек. Убаво кратко кажано. Еве, јас можам да го кажам моето искуство кога се запишував на студиите по новинарство. Бидејќи... Дали е тоа што замислувавте? Па на почетокот во прва година се запишува навистина голем број на студенти. И сега секогаш како што велат остануваат само најупорните, оние кои ќе успеат да се пробијат. Тога се најмногу, во втора помалку, во трета уште помалку и на крај. Да, во прва година бевме 3 пати повеќе од сега. Да. Дури останавме, да не звучам лошо, 30 на студенти. Значи оваа генерација 30 студенти. Но мислам дека ќе бидеме навистина добри студенти, штом сме во помал број, меѓу себе си да знаеме да се координираме, да се помагаме, кој нема некој дел од материјата да совлада, да му помогнеме. Плюс еве вака со праксата. Одите ли сите на практични вежби? Па 80% од моите колеги моментално работат во медиум. Така. Има мал дел од нив кои и покрај тоа што студираат новинарство, велат дека јас ќе го завршам овој факултет, меѓутоа за понатаму не знам каде ќе работам, можеби медиумот не е мојата крајна цел. Планираат да продолжат на постдипломските студии, можеби по другите факултети, не знам, затоа не сме правеле малку поопширен муабет. Меѓутоа, како и да е, поголемиот дел од нив планираат да ги продолжат студиите на новинарство, бидејќи правниот факултет има веќе 2 постдипломски смера. Едниот е за мас медиуми, другиот е за односи со јавноста. Поголемата заинтересираност сметам дека е за односи со јавноста, бидејќи гледаат поголем просперитет. Иако и со другиот смер може понатаму во животот успешен да се биде. А дали вие како студенти ги посетувате сите медиуми, значи и печатени, и електронски медиуми? Имаме предмет каде што мораме да имаме неколку часови во печатен медиум, потоа во радио и во телевизија. Часовите ни се така определени, повеќе ни се практични. Значи покрај тоа што имаме 4 сега во овој семестар теоретски предмети, имаме и практични, да совладаме материјата која што досега сме учеле. Мислам дека тоа ќе ни овозможи се оно што сме го научиле досега да го примениме во праксата. Да се надеваме дека ќе биде така. И ние се надеваме. А од медиумите, бидејќи се тука и телевизијата, и радиото, и дневниот печат, што најмногу ве привлекува, барем за сега? Мене лично сега за сега радиото. Зошто радиото?
Па како што кажев и претходно, интересен медиум, затоа што Добро, интересно, тоа е новинарството е нели вообичаено да се динамична работа. каже. Меѓутоа, постојано. лично вас, што ве привлече да дојдете во радио? Да зборувате на микрофон во радио? Па се почнува од прва година, кога асистентката Даниела ни кажа дека постои студентското радио, бидејќи јас лично не бев многу информирана за тоа. Поминав до студентското радио и останав. Да. Тоа не може да се опише зошто сум во радиова и зошто до сега еве Кои година теми и ги нешто сум обработуват снала. таму? Па тоа се теми поврзани со студентите, бидејќи нели таргет група се студентите на УКИМ и ние сме секогаш тука да ги информираме за сите настани, трибини, конференции, предавања кои се одржуваат на УКИМ. Посети од професорот Странство, мислам дека со тоа што ги информираме, може на некој начин да им кажеме што се случува се на УКИМ, бидејќи можеби поголем дел од нив кои се надвор од Скопје не се во можност да отворат на веб страните на факултетите или пак не успеале да Кој слушнат може да од знае што колегите се случува? Тоа е тоа. Секако тука е студент FM 929 да ги информира. Имаме, како што кажав, студентски информатор каде ги третираме овие теми. Имаме и теми поврзани со студенти, мислам дека програмата е задоволителна за сега. Да, јас само ќе кажам дека во однос на програмската шема се обидуваме да бидеме медиум кој освен информативен, ќе биде забавен, меѓутоа и едукативен. Точно, тоа е најважно. Да, тоа е најважно. Мислам дека сме еден од ретките такви радиомедиуми нели настрана од нашиот јавен сервис, бидејќи нели слушаме радија кои што се на некој начин Само музика специјализирани, и реклами. дали се музички или забавни и така натаму. Сега нашиот медиум се обидува да ги исполни сите овие три функции, како што кажа Кристина, пред се, значи нашите информации се наменети за студентите од нивното студентско живење, потоа навистина следиме широк спектар на културни случувања, на некој начин да информираме што се може младите да посетат, да видат, и се обидуваме да направиме специјализирани емисии кои што имаат едукативен карактер. Значи, освен тоа што ќе кажеме дека нешто се случило, се обидуваме да научиме и што е тоа. Како што претходно споменав, имаме колеги од различни факултети кои што доаѓаат, тие тука ни помагаат да научиме што е антропологија, што е етнологија, учиме што се религии, каде религијата се меша со обичаите, потоа зборуваме за стипендиите и што значи начин да се биде стипендиран, значи да се биде подпомагнат. Им помагаме преку информации на колегите како да дојдат до некоја стипендија, до некоја програма. Имаме одлична соработка со речиси сите студентски организации при факултетите, со многу невладини и младински организации кои што работат со истата целна група како и ние, и секако имаме одлична музика. И за тоа би сакала да не звучи нескромно, меѓутоа да го кажам дека еден од ретките радија, повторно ќе кажам, кој што има музичка разноликост, во смисла дека имаме специјализирани емисии за секаков тип на музика, почнувајќи од хип-хоп, R&B, метал, да не набројувам така натаму. Тоа се емисии кои што повторно ги прават наши колеги, млади, тоа диџеи или артисти, популарни во круговите каде што тие се движат, популарни по клубовите. Имаме, значи, и одличен музички избор, кој што ретко може да се слушне во македонскиот етер. Александра, морам да ве прашам, што преземате за да ги придобиете студентите да дојдат кај вас? Така, значи Мора да првата бидат интересна пред нели? Првиот потик или иницијација за да се дојде во радиото го даваат професорите и асистентите од правниот факултет, токму од новинарските студии. Ја споменавме Даниела Блажевска, професорот Томе Груевски, сите од значи од институтот по новинарство. Кога ќе дојдат кај нас во радиото, значи тоа не се некои официјални средби или да речеме состаноци редакциски и така натаму, туку се неформални разговори. Накратко им кажуваме каков тип на медиум е нашето радио и потоа една куса прошетка низ нашите простори, значи во студиото. Најчесто ги каниме да дојдат во време кога има емисии, значи дали е Разбуди се емисијата што ја водат Кристина и Александра и уште другите колеги, таа е мозаична емисија и најчесто ги каниме да дојдат токму кога се прави таа емисија, да видите што се теми ние третираме на лице место практично. Кој кај ќе се промени. Така, на
на лице место, практично да видите како тие се снаоѓаат. Знаете, сите велат сакам да работам во радио и така натаму. Не е Сите тоа велат, така не е едноставно. тоа едноставно. Постои она анегдота, јас имам слушнато од мои колеги комуниколози, нели, ако видите како се прави бурек, никогаш нема да сакате да јадете бурек. Обично велат и за новинарството и за вестите, ако видите како се прави, никогаш нема да сакате, напротив. И ако Јас мислам почувствуваат кој стрес е, Да, мислам дека напротив, досега не ни се случило никој да не се појави, како што вели Кристина, дојдов и останав. Кристина е една од од ветераните веќе за овој краток период кој што е кај нас, Кристина, Александра, Кирил и така натаму, сега да не ја набројувам целата екипа. Тоа го правиме неформално, пријателски, работиме со млади луѓе, чисто да ја почувствуваат нашата атмосфера, мора да се чувствува некој пријатно за некаде да го работи, тоа што ќе го работи, секако дека сме медиум поразличен од другите и на нашите први средби тоа го покажуваме. така, со младите за Со младите. младите за младите, да. Дали вистината е сршта на новинарството? Еве јас ќе започнам. Да, сметам дека вистината е сршта на новинарството, дека всушност никаде не можеме подалеку од вистината. Многу е добро доколку се представиш како новинар кој што ќе те доживуваат како искрен, значи искрени информации, реални информации, точни информации пред се. Разгледани од двете страни. Точно така. Тоа мора да бидат разгледани Морам од двете тука јас страни. да додадам дека не секогаш е вистината вистина. Значи мора да се истражува, а новинарството го бара тоа. Значи истражувачкото новинарство е навистина многу важно во оваа професија. И тоа што се спомена дека треба да се согледаат и двете страни, новинарот мора секогаш да биде објективен, значи не пристрасен да зазема нечија страна. Затоа што пред се не може секогаш да се долови вистината. Дали е таа вистина, како што кажав, бидејќи можеби некогаш не изгледа дека нешто е така, а има некоја сосема друга страна позади. Што значи новинарски студии веднаш? Ете така, да, тие доаѓаат нели со овие работи научени, меѓутоа и ги практикуваат во нашиот медиум, значи не одиме на сензација, не одиме на спектакли, на скандали и така натаму. Секогаш велиме вистината е моја, твоја и вистината и мораме да ја побараме. Тие тоа го прават во своите прилози, во своите информации, во своите интервјуа и верувам дека и нашите соговорници, нашите соработници и така натаму го ценат тоа. Затоа што млад човек кога се бори за нешто што треба да биде вредност и идеал, треба да се цени. Бидејќи немаме многу време, само уште едно прашање, каде според вас се отвараат вратите за подобра иднина кога е новинарството во прашање? Треба ли промени на ова поле или е засега доволно? Со кого почнуваме? Ајде со Кристина. Па сега новинарството можам да кажам дека можеби е под една права линија. Да. Значи ни нагоре ни надоле. Тука Златна некаде. средина. Златна средина, токму така. Новинарството навистина отвара многу врати. Треба да си има многу луѓе околу себе, за да можеме да бидеме секојдневно информирани за се што се случува околу нас. Доколку се нема постојани контакти, додржуваме фини врски со сите луѓе, мислам дека нема да можеме да стигнеме до тој степен да бидеме новинар како што секогаш сме си замислувале. Јас се согласувам до некаде. Се согласувам Александра? и јас со Кристина, не знам, повторно ќе зборувам, некако новинар туку, ајде да кажеме како дел од публика која што ги следи медиумите, извесен период како што и претходно зборувавме. И како слушател. И како слушател, да, токму на тоа мислам пред се кога зборувам за новинарството, тргнувам од радиото. Значи мојата љубов и оно од кај што јас ги црпам информациите. Најдобриот медиум. Да, така. Имаше период и се уште постои во Македонија кога новинарството и медиумите и така натаму постојано зборуваме дека се во криза, нели чекаме таа некаква криза да помине и така натаму. Кризата ја чувствуваат сите, и луѓето што се во медиумите, значи искусните новинари како тебе, како сите колеги тука, кризата ја чувствуваат и
помладиве колеги кои што излегуваат од факултетот и нели треба да работат како новинари, но кризата ја чувствува и публиката, значи слушателите, гледачите, читателите, и тие се најкомпетентната мерка за тоа што се прави. Јас постојано зборувам за тоа, ако не се едуцира публиката, тоа го правиме и во радиото, токму и затоа зборував, нели, дека треба да си има образовен, едукативен. Знаете, ако не едуцирате публика, потоа не можете вие да имате иднина во тоа што го работите. Точно. Ако се направи вакуум простор од 5 или 10 години, а и повеќе, кога има генерации што не слушаат радио или не слушаат телевизија, не читаат весници, потоа не можете да зборувате за иднина на некоја професија, конкретно на новинарството. Меѓутоа, тоа е со секоја професија така. Затоа нашата борба е на некој начин со две страни. Така. Точно. И да завршиме со Овчарска. Да, јас мислам дека постојат широки врати во однос на новинарството и постојано велам дека за секоја професија кога ќе одбере некој човек индивидуално треба да се обидува и да се труди, доколку самиот си изградиш себе си и имаш што да понудиш, има врата за тебе, има каде да тропнеш, само што треба први да се потрудиш себе си да се појавиш таму во вистинското светло. Сметам дека животот е баш како холивудски филм и дека за секого постои вистинската среќа. Нели? А дали иднината ја гледате овде или во странство? Во Македонија. И јас во Македонија гледам. Да, во Македонија. Да. Со Македонија завршуваме, почитувани. Ви благодарам на гостопримството, нели, што дојдовте, што бевте мои гости овде во студиото. Верувам ке говориме уште многу нешто за новинарството во некоја следна пригода. Ке си дозволам, значи, да кажам едно големо благодарам од име на тимот на Студент FM 929. Значи, овој одвоен простор на Македонското радио, Радио Скопје, за нас е огромна чест, затоа што гостуваме во најстариот радио медиум и во единствениот медиум кој што има континуитет во третманот на вакви теми за младите. Одвоениот простор за нас тука е чест. Е расадник на кадри, токму така, една од најголемите школи. И Александра. Да, јас го кажав мојата Соколовска, Денес Јуруковска. Така, и уште еднаш само ќе кажам дека најдобрите примери кога зборуваме за радио новинарството секогаш и се уште доаѓаат од Македонското радио. Ви благодарам. Ви благодарам. Благодариме.